Денеска продолжуваме како што најавив со серијата еден на друг и за почеток сакам да го прочитам денешниот текст. Ќе ве замолам да станете. Читаме Битие, 4 глава, 1 до 9 стих. Значи Битие 4, 1 до 9. Вели вака: Адам ја позна својата жена Ева, а таа зачна и го роди Каина, па рече: добив машко чедо со помош на Господа. Потоа го роди Авела, брат од Каинов. Авел стана сточар, а Каин земјоделец. Еден ден Каин му принесе на Господа жртва од плодовите на земјата, а и Авел принесе од првородените на својот добиток и од мрсното. Господ погледна милостиво на Авела и на неговата жртва, а ни поглед не сврти кон Каина и неговата жртва. Затоа Каин се налути многу и лицето му се смени. И Господ му рече на Каина: зошто си луд? Зошто ти е сменето лицето? Зашто ако работиш право, светиш од насмеаност. Ако не работиш право, гревот ти лежи пред врата, што дебне врз тебе, но ти уште можеш да му се спротивиш. Каин пак му рече на својот брат Авел: ајде да излеземе. И откако се најдоа во полето, Каин скокна на брата си Авела и го уби. Потоа Господ го праша Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, одговори. Зар сум јас чувар на својот брат? Амен. Повеле да седнете. Минатата недела зборувавме за Давид и за Јонатан. Добра. За Давид и за Јонатан и зборувавме за нивното пријателство. Колку е важно нивното пријателство? Зборувавме за пријателството и љубовта помеѓу Давид и Јонатан. Она што може да се забележи е дека многу од новозаветните поучувања и поуки може да се видат во односот на Давид и Јонатан. Карактерот, еден од важните заклучоци, е дека карактерот, а не само компетентноста, е она на која Бог гледа. Карактерот е многу важен. Карактерот е нешто во кое Господ вложува во човекот. На крајот на денот срцето на Давид беше она според која Бог направи избор, а не способноста и силата на Саул, другиот цар. Во приказната на Давид и Јонатан, за разлика од Каин, Јонатан навистина беше чувар на својот брат Давид. Јонатан ја препозна Божјата благодат врз Давид и не му пречеше да биде послушен на Божјиот мандат, кој значеше дека Давид ќе седне на престолот кој Јонатан со право и со наследство го заслужува. Јонатан го заслужуваше престолот врз кој Давид требаше допрва да седне. Но Јонатан го препозна Божјото делување, ја препозна Божјата благодат и не само што беше во ред со тоа, туку го благослови оној кој требаше да седне на неговиот престол. Пријателството на Давид и Јонатан не воведува токму во зборот според кој е насловена и оваа серија проповеди — Алелон. Кога студирав теологија, учевме старогрчки и беше многу интересно, јазикот на кој напиша Новиот Завет. И кога учевме вокабулар, нели, зборови кои учевме, тие што се повторуваат најмногу во Новиот Завет, еден од тие зборови кои најчесто го имаше во Новиот Завет беше зборот Алелон. Беше токму тој збор и од тогаш не го заборев. Уште се сеќавам. Голем дел од вокабуларот што го научив тогаш го заборев. Овој збор уште ми е во глава. Еден на друг, еден со друг, може да се преведе на меѓу себе, може да се преведе на повеќе начини. Во многу од поучувањата и проповедите Исус го користи овој начин на поучување и многу од неговите поуки се дадени во контекст на заедништво. Например, во Јован 13:14 ќе прочитате вака: ако јас, вашиот Господ, ви ги измив нозете, така и вие миете ги нозете еден на друг. Еве го зборот Алелон. Тука се појавува. Јован 13:34, малце подоле во иста глава, ќе каже вака: ви давам нова заповед, да се љубите еден на друг, Алелон, како што јас ве возлюбив. Римјаните 12:16 ќе каже вака: бидете едномислени, или со други зборови, живејте во мир едни кон други. Истиот збор во множина, во множинска форма. Во денешно време можеби повеќе изразено поучувањето на твојата лична вера. Во голема мера зборуваме за тебе, за мене, за ти, што ти правиш, како ти се однесуваш, како јас се однесувам.
Интересно е дека во новозаветното поучување, секако Исус не го игнорира тоа, ја игнорира твојата лична вера, но во многу аспекти еден на друг, заедништвото е клучен дел од христијанскиот живот. Како што видовме дека плодот на духот кој произлегува од Светиот Дух, од работата на Светиот Дух во тебе, тоа е љубов, радост, мир, долготрпеливост, добрина, кроткост и така натаму, се до самоконтрола, може да биде плод кој се манифестира во личноста само кога е дел од одредена заедница. Читајте ги особеностите на тој плод на Светиот Дух, ќе видите дека ниедна од тие работи нема логика ако си сам. Ниедна од тие работи. Љубов, да се сакаш себе си. Помислам дека тоа е полесниот начин на сакање. Ама да се љуби другиот до тебе, кога е тешко да се љуби, тоа е веќе друго. Да бидеш долготрпелив кон себе. Тоа е полесна верзија на долготрпеливоста. Ама да бидам трпелив со оној кој е до мене, тоа е веќе друг муабет. Со други зборови, плодот на духот има логика само во заедница. Алелон, еден на друг, стана многу важен збор во мојот грчки вокабулар, бидејќи беше збор преку кој голем дел од поучувањето на Новиот Завет можеше да се разбере. Исус поучуваше во контекст на заедница. Иако повикот кој Исус го имаше беше личен за секого, сепак секоја негова заповед е кон исполнување на најголемата заповед, а таа е љуби го Бога и љуби го ближниот. Во тој случај алелон, еден на друг, е збор кој се појавува честопати во неговото поучување. Посебно може да се забележи во завршниот дискурс на Јован, на Јовановото Евангелие, 13 до 17 глава, пишува за последната вечер на Исус со своите ученици, се што тој поучува таму. Таму тој збор може се појавува многу пати, еден на друг. Денес ја обработуваме приказната за Каин и Авел. И ќе погледнеме на нештата во животот кои не свртуваат еден против друг. Ако честопати овде поучуваме за како треба, јас верувам дека во многу аспекти мораме да се поучиме и како не треба. Затоа што Библијата, како што изобилува со добри примери, изобилува и со лоши примери. Кои се тие нешта кои не попречуваат да бидеме чувар на братот свој? Денеска ќе го одговараме токму ова прашање. Преку приказната на Каин и Авел, ќе видиме кои се нештата кои нас ни ја одзимаат таа одговорност да бидеме чувар на братот свој. Ако се слушнале за познат сега говорник кој се вика Джордан Питерсон, тој не е христијански проповедник, тој е психолог кој е сега популарен. Во неколку наврати зборува за приказната на Каин и Авел и како тоа е едно од малките приказни во човечката историја која е како приказна без дно. Едноставно приказната нема дно. Ја читате, и кажете, вау, ова е многу важно. Читате повторно, друго нешто ќе покаже. Приказната е многу мала, неколку стиха е, но изобилува со длабочина. Божиот збор е фасцинантен. После реагирањето на Каин и Авел и нивното представување за нивното занимање, не е дадено ништо друго освен тоа каков однос имале тие. Веднаш на почетокот ги имаме Каин и Авел, едниот е сточар, другиот е земјоделец, и веднаш првото нешто кој го имаме како акт кој они го вршат е жртвата кон Бог, односот кој тие го имаат со Бог. Интересно е дека тоа што треба да го разбереме, верувам, од ова приказна е дека тоа е најважната работа која треба да ја имам во животот. Е пишува писателот тука дека треба да обрнеме најмногу внимание за каков однос имаме со Бог, затоа што каков однос ќе имаме ние со Бог, таков живот ќе имаме во продолжение. Нашата поставеност кон Бог ќе определи каков живот ние ќе живееме понатаму. Дали ќе го имаме животот на Каин или животот на Авел, зависи од тоа како ние ќе се поставиме пред Бог. Не постои друг начин. За живот во изобилство или живот во пропаст, единствениот одлучувачки фактор е нашиот живот со Бог. Нема друго. Верувајте ми, не постојат правилни одлуки, правилна дисциплина, што и да е. Не постои друг фактор за животот во изобилие
и животот во пропаст, освен поставеноста на нашиот живот пред Бог. Тоа нам ни е представено преку жртвите за Бог кои биле принесени од Каин и Авел. Еве што пишува тука. По некое време Каин му принесе на Господа дар од земните плодови. Каин донел жртва. А вели вака понатома, а и Авел исто така принесе од првината на стадото свое и од нивната маст. И Господ погледна благонаклонето на Авел и на неговите дарови, а на Каин не ни погледна неговата жртва. Што е разликата? Сега што е различно во оваа жртва? Искам да ви кажам, една од работите кои не ми беа јасни како дете кога растев е зошто на Бог му се допадна жртвата на Авел, ама на Каин жртвата не му се допадна. Што е трикот? Дали затоа што овој донесе, пошто јас растев во Струмичко, таму имавме многу земјоделци, си и ние бевме како семејство земјоделци, викам изгледа сме во погрешна струка. Што и да носиме пред Бог нема да е доволно. Бог нема да погледне благонаклонето на чушките и и френките. Во двете жртви има огромна разлика, која писател се обидува да ни ја покаже. Не се работи само за тоа што тие двајцата донесоа жртва пред Господа, туку се работеше за тоа каква жртва донесоа пред Господа. Знаете, во овој дел позади текстот, читателот би требало да заклучи дека Бог гледа на срце. Тоа е целата поента. Зошто писателот ја пишува приказна да сватиме дека Бог жртвата ја погледна, преку жртвата го погледна срцето на човекот. Тоа е целата поента. Авел донесе, например, како што вели текстот, и нагласува писателот тука. Првин донесе од првината своја. Она првото. Јас се сеќавам кога на селото кај што живеев, не живеев многу таму, ама кога живеев таму, кога ќе излегоа првите патлиџани, тоа беа најслатките патлиџани или не, првите краставици. Значи, порано немаше, мислам не сме премногу стар, но порано немавме да кажеме краставици низ цела година. Имаш кисели краставички, ама такви пролетни краставици со тој вкус имаш само на пролет. И ми текнува кога ќе дојдеше првата краставица која ќе скинам и ќе јадам, ми се враќа целото, како да ви кажам, некоја топлина ме облеваше затоа што тој вкус е посебен. Првината од плодовите е многу важна, многу ценета. Авел тука на Господ го носи од првината на стадото, од она првото што го добива, најубавото, она што го чекал веќе некое време, она за која работел веќе некое време. И не само тоа, пишува и од нивната маст. Тоа е еден библиски термин кој се користи во одреден контекст. Например, кога израелците се преселија во египетската земја, кога Јосиф, таму таа приказната кога го донесе татко му и целиот негов дом во Египет, се вели дека се преселија во областа на Гешан, каде што како сега тоа само да го парафразирам, од мрсното на земјата, таму се преселија. Од мрсно, дали земјата стану беше мрсна, кога ќе газиш се лизгаш по пола. Поентава дека тоа е најценетиот дел од она што во тоа време го гледале луѓето. Маста од животното е најценетиот дел и таа маст се пренесува на жртвеникот. Со други зборови, кога Авел носи жртва, прво ја носи жртвата од првината на стадото, од она што прво излегува, она за кој најмногу работел и го чекал, но кога вика и од нивната маст, тоа значи дека го дава најубавото јагне, го дава најубавото животно кој го имал во своето стадо. Со други зборови, Авел го донесе најубавото што го поседуваше и го жртвува пред Господ. Во жртвата на Каин се вели дека донесе дар од земните плодови. Точка. Не обрнал внимание каков дар носи пред Господ. Не обрнал што му носи на Господ. Едноставно донел дар пред Господ. Воопшто не пише дали тоа се првите плодови, кои иначе се носат кај Господ. И дали се најубавите. Едноставно Каин го испочитува ритуалот. Каин направи проформа преку која кажа повеќе од колку што мислеше да каже. Постојано и кај нас во фолклорните верувања кои доминираат на порталите ако ги читате, секој ден ние имаме совет што да правиме или што да не правиме за да имаме здраве
низ годината. Имаме правилници објавени што да не се прави кој ден за да избегнеме нешто. И тоа го имаме. Во позадина на сето тоа стои една работа. Стои себе љубието. Не стои љубовта кон Бог. Јас го правам тоа за мене да ми убаво. Покрај тоа што сето тоа е суеверие, ништо тоа нема никаков повик кој доаѓа близо до повикот кој Исус го има за љубов кон Бог и кон ближниот. Ништо од тоа што се наоѓа на порталите не ја комуницира љубовта кон ближниот, ама не апсолутно ништо. Можеби сега со мајтап гледаме на тие препораки што и како треба да се прави понеделникот после празникот Света Петка, не знам што можеби ги гледате. После празникот Света Петка, понеделникот од Сабајле не смее тоа да се прави. Или смее тоа да се прави. И ние го читаме тоа, леле глупости човече. Најде малку да размислиме. Колку поразлична е филозофијата која префинето ја акцентира само грижата, себе љубието, само задоволството. Да ви кажа вака, тотално иста филозофија во друго пакување, ама тотално иста идеја. Себе љубие. Толку. Резултатот е ист. Нема никаква поврзна точка со повикот кој Исус го има до своите следбеници. Во голема мера, секој од нас со своите постапки вика на некој начин: зар јас сум чувар на својот брат? Тие зборови кажуваме на многу различни начини. Како доаѓаме до таа состојба? Како доаѓаме до состојбата во која ќе ги кажеме овие зборови: зарем јас сум чувар на својот брат? Во 6 и 7 стих Господ веќе го води Каин. Интересно е кога читав, кога сум ја читал приказната порано, мислев дека кога Адам и Ева бија истерани од градината, мислев дека многу работи се смени. И навистина се сменија некои работи, но некои работи не се сменија. Например, можеби ќе почувствуваме некаква милост кон Каин, дека, например, не бил он баш во контакт со Бог како што биле Адам и Ева. Интересно е дека Бог му зборува на Каин овде пред да го направи гревот. Го предупредува. Знаете ли каква повластена позиција е тоа? Која чест е тоа? За Господ да дојде да ти каже: го гледам твоето срце, нешто се случува, уште можеш да му се спротивставиш на гревот, спротивстави му се. Победи го гревот. Гледам што се случува во твоето срце. Види вака, 6 и 7 стих. И Господ му рече на Каина: зошто си луд? Зошто ти е сменето лицето? На тоа ќе се навратиме. Зошто ти е сменето лицето? Вели, зашто ако работиш право, светиш од насмејаност. А ако не работиш право, гревот ти лежи пред врата, што дебне врз тебе. Но ти уште можеш да му се спротивиш. Спротивстави му се на гревот. Интересно е дека во приказната за Давид и Јонатан, кога пророкот Самуил го бараше наследникот на престолот на Израел, и кога отиде кај Јесеј, или таткото на Давид, да ги види неговите синови, ги гледа од првородениот, па натаму, Самуил го гледа и вика: овој мора да е следниот цар, пошто го види каков е висок, убав, валја мускулес бил, не знам какви се били, убава коса имал, не знам, ги гледа. И Бог што му вика на Самуил? Бог не гледа како човек. Човек гледа на лице, а Бог гледа на срце. Во оваа приказна Бог гледа на лице. И го прашува Каин: што се случува со твоето лице? Зошто лицето ти е сменето? Се смени нешто кај тебе. Бог го прашува Каин: зошто ти е сменето лицето? Зошто ведрината од твоето лице ја нема? Зошто ти е опаднато лицето? Зошто ти е намуртено лицето? Кога патам во Африка, има тој термин што се користи resting face. Знаете, кога не сте свесни лице, какво ви е лицето. Во Африка, например, кој гледам луѓево, пошто не сум навегнат на такви лица, имаш чувство дека секој сака да те убие. И тестот кој го имаме, кој помирам низ улица, само ќе му се насмеам на човекот и да видите како им се менува лице. Ќе ви се насмеам назад, со завите ово, си кажам: окей, значи безбеден сум, добре. Никош не знаеш, resting face е, вака, као секој да му е крив. Понекогаш и кај нас е така, помеѓу луѓето. Тој resting face, тоа лице кое не сме свесни да го формираме, е онака налутено, не знам, или горчливо,
или ја отсликува некоја состојба во која ние се наоѓаме. Лицето. Колку е важно нашето лице. Овде се користи еден еврејски збор, пане, кој зборува за лицето. Тој збор, освен што може да се преведе со зборот лице, може да се преведе на неколку други начини. Може да се преведе со зборот присуство, кој ќе кажеме пред Божјото лице, обично може да се преведе пред Божјото присуство. Прашањата кои Бог ги поставува за лицето на Каин, може да се разберат и во контекстот на неговото присуство. И што следно се случува во присуството на Каин? Може би Господ го прашува, зошто е такво твоето лице? Зошто има немир во твоето присуство? Што се случува? Какви борби имаш внатре во себе? Што се случува во следната сцена во присуството на Каин? Каин станува и го убива својот брат Авел. Далеко од Божјото лице, значи и далеко од неговото присуство. И тоа Каин добро го знае и можеме да го прочитаме во продолжение на разговорот кој тој го има со Бог откако го уби својот брат и разбра дека како таков тој е далеко од Божјото присуство и е во опасност. Овој јазик многу потсетува на самиот почеток на создавањето. При самото создавање Бог го создава човекот како? На своје лице, на свој лик, на свој образ. Човекот во себе е носител на Божиот лик. Човечкото лице, човечкото присуство треба да свети. Такви треба да бидеме ние. По природа сме создадени да го носиме, да ја носиме Божјата слава, Божјата светлина, Божиот лик. Човекот единствено може да го носи Божиот лик кога е во постојано Божјо присуство. И тоа Стариот Завет го открива пополека кога да кажеме Мојсеј е 40 дена во Божјото присуство. Кога Мојсеј излегува од Божјото присуство, тој темен облак каде што била Божјата објава на планината Синај и доаѓа пред народот што гледа? Мојсеј не е ни свесен за самиот себе, но народот гледа дека неговото лице светеше. Тоа носеше Божјата слава на неговото лице. И таму се вели дека му става вел за да го покријат неговото лице кога излегуваше пред народот. Божјиот лик е создаден да ја отсликува Божјата слава. Човекот единствено може да го носи тој лик кога е во постојано Божјо присуство. Веднаш после вкусувањето на плодот од дрвото на познавањето на доброто и злото, од кој им беше заповедано да не вкусуваат, првото нешто што го прават Адам и Ева е да се сокријат од Бог и од Божјото присуство. Тие се кријат. Тоа е првото нешто. Тие не дебатираат како изгубениот син, чека се, што ќе му кажеме на Бог? Кој да му кажеме, Боже, сгрешив пред тебе. Ништо тоа нема. Првиот импулс кој тие го имаат е да се кријат. И знаете што такво е зло, таква е природата на злото. Злото обично се прави во затворени простории. Обично го криеме злото. Обично сакаме да го сокриеме. И тоа може да го видиме кај малите деца, кога ќе украдат нешто, бегаат и се кријат у некој ќоштан. Што имаш во раката и не сака да покаже. Така ли? Тоа е природата на злото. Се крие. Се крие злото во нас. Овој јазик многу потсетува на самиот почеток на создавањето. Тие сакаат да се сокријат од Бог. Човекот може да го отсликува и носи Божјиот лик на кој тој е создаден само кога човекот се наоѓа во Божјото присуство. А што се случува кога човекот бега од Божјото присуство? Кои се последиците од животот далеко од Бог? Како се манифестира помрачувањето на нашето лице, она што Бог го видел во лицето на Каин? Кои се тие последици кога ние, кога и да сгрешиме, наместо да трчаме кон Бог, ние бегаме од Бог? Што се случува кога нашето лице ќе се помрачи? Што се случува кога ние сме далеку од Божјото присуство? Се случува, резултатот е една работа. Се вика себе љубие. Кога ние бегаме од Бог, очите обично ги свртуваме кон себе. Надвор од Божјото присуство е невозможно да се љубиме еден на друг. Не може да го читаме тој дел, дури да се согласиме со тој дел. Но ако сме далеко од Божјото присуство, таа заповед за нас станува невозможна. Невозможна. Верувајте. Ние немаме сила да го живееме повикот како христијани во кој Господ нас не повикува. Всушност, надвор од Божјото присуство, другиот до нас,
оној другиот, оној ближниот, кој треба да го љубиме, ја губи вредноста и станува предмет за остварување на нашите желби и похоти. Ништо повеќе. Ние можеме да зборуваме за некаков хуманизам, што и да е. Јас мислам дека хуманизмот во историјата најмногу му наштетил на христијанството, затоа што го релативизира христијанството. Она што би требало да биде производ на животот со Бог, станува целта, станува суштината на животот. Другиот, човекот, се глорифицира човекот. Но тоа не е можно. Не можеме да ја имаме славата на човекот без Божјата слава. Тоа не е возможно. Надвор од Божјото присуство, ние нашиот грев наместо да го гледаме како нешто за кое треба да се покаеме, го гледаме како последица на другиот до мене. И наместо да се принесеме себе си пред Бог, такви како што сме, спремни сме да го жртвуваме другиот на олтарот. Оно што е до нас го жртвуваме на олтарот. Слушаш, тоа го направи Каин. Токму тоа го направи Каин. Гревот доаѓа тогаш кој ќе го побараме по лесниот пат. Да се жртвувам сами од себе си секогаш е потешката варијанта. Полесно е да жртвувам некој друг. Кој беше полесниот пат на Каин? Може би сте се прашале зошто Бог ја прифати жртвата на Авел, а ја отфрли на Каин. Видите како се опишани жртвата една од друга. Нашиот ближен и во опасност тогаш која ќе почувствуваме нашата вина врз нашите рамења. Доколку носејќи го товарот на нашата вина, наместо да трчаме во Божјото присуство, ние бегаме од Божјото присуство. Ближниот оној кој е до нас, оној кој ни е заповедано да го сакаме, да го љубиме и така натаму, е во најголема опасност, која првен ќе ја почувствуваме вината од нашиот грев и наместо да бегаме кон Бог, ние бегаме од Бог. Тогаш ближниот до нас е во најголема опасност. Тогаш се е оправдано. Тогаш се е израционализирано и тогаш се има смисла. И спремни сме ближно до нас да го жртвуваме на олтарот. Првата реакција која имаме речи секогаш го отсликува гревот кој Адам и Ева го направија, а тоа е вината секогаш се префрлува врз некој друг. Адам, зошто касна од плодот? Ева, жената која ти ми ја даде, ме натера. Ева, зошто касна од плодот? Па змијата ми даде. И така натаму. Тоа е Адамов грев. Секогаш вината ја префрламе на некој друг. Некој друг мора да биде виновен за мојата состојба, за мојата постапка и што и да е. Разликата помеѓу Каин и Авел во тоа што Авел жртвуваше нешто вредно од себе. Го имаше концептот, го разбираше концептот на саможртва. Но кај Каин решението за неговите проблеми го гледаше во жртвувањето на другиот, во овој случај на својот брат. Апостол Павле таквиот живот го гледа како резултат на себе љубието. Во 2 Тимотеј 3:14 ќе каже вака: но ова знае го пишува тој последното послание кое апостол Павле го пишува до својот ученик Тимотеј. Вели вака: но ова знае го, во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе станат какви? Себе љубиви, сребролюбиви, фалбаџии, надмени, холители, непокорни кон родителите, неблагодарни, нечестиви, нечувствителни, непомирливи, клеветници, невоздржливи, жестоки, недобролюбиви, предавници, безобзирни, вообразени, повеќе сластолюбиви отколку боголюбиви. Листата почнува со себељубиви, а завршува со директниот контраст на себељубивоста, а тоа е боголюбивоста. Тоа е директниот контраст на себељубивоста, или поточно да кажам, контрастот на боголюбието е себељубието. Не е омразата, тука е себељубието. Речиси секој збор од листата може да се види како дел од карактерот на Каин. Само прочитате како Каин разговара со Бог. Би помислиле дека Каин би требало да има повеќе респект кон Бог. Ама како му се обраќа Каин на Бог? На што ти личам јас? Што јас ќе го чувам, што бебиситер ќе му биам на брат ми? На што ти личам јас? Отприлика тоа е муабет. Во 21 век верувам дека Каин така би зборувал со Бог.
Можеби никогаш за себе нема да кажеш дека би можел да убиеш некој како Каин. Си кажеш, леле, овој Каин е стварно лош. Навистина е лош. Кога читаме природата која има Каин, си кажеш, јас никогаш не би можел да бидам таков. Можеби не според критериумот на убиство според Каин, но според критериумот на Исус, верувам дека секој еден од нас е убиец. Според критериумот на Исус. Исус вели вака во Матеј 5:21-22. Сте слушале дека на старите им било речено: не убивај. А кој убие ќе одговара пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на својот брат без причина ќе одговара пред судот, а оној што ќе го нарече својот брат празноглав ќе одговара пред Синдионот. Оној кој па што ќе му рече будала ќе одговара во огнениот пекол. Можеби во повозрасни години посуптилно и прикриено можеме да умртвиме некого. Но знам дека додека бев средно, според Христовите критериуми кои овде ги читам, јас сум серијски прекршител на таа заповед. Серијски прекршител. Всушност, таквиот начин беше мојата самоодбрана. Ова беше мој животен стил. Самоодбрана. Јас никогаш не сум се тепал и не сум бил таков тип. И никогаш тоа не бил мој начин на справување со противниците, но како нешто за самоодбрана го користев јазикот. Порано во средно наместо да го признаам мојот греф, јас ќе отцрнев некој друг. И тоа лесно. Ќе го направи филмот многу лесно за друг да биде крив. Ќе префрле вината многу вешто кон некој кој е во моја непосредна близина. Ќе жртвував некој друг за мојата вина. Кога бегав од Божјото присуство и кога некој друг ја понесеше казната за мојата вина, кога ќе го направив тоа, дури се чувствував убаво, верувајте, бидејќи сум се излекол од ситуацијата. Такво е чувството. Леле, како се излеков. Се снајдов. Па можеби да се свртам назад, да погледнам како некој ја понесува казната, која со право јас би требал да ја понесам, и одзгора на се. Немав ни срам да ја кажам при казната на секаде за тоа колку добро сум се снашол. Не мора да дам многу широко. Една собрика на македонски граѓани во ваше друштво, кој ќе почнат некои муабети, барем една до две такви приказни циркулираат. За кој како се снашол и се излекол, или прелажал некој, или наместил некој друг. Тој е начинот на живот во кој ние живееме. Тоа сме ние. И тоа не исклучува христијани или нехристијани, на они кои се посветени, непосветени. Нека го прифаќаме тоа како норма. Голема норма во нашиот живот. Веќе набрзо после првото вакво искуство, таа жртва веќе не е доволно. Не е доволно што еден си наместил. Си се снашол, си кажеш веќе не правам така. Јас ќе барав и други да жртвувам за други дела кои јас ги правев и поболека тоа станува стил на живот. Веќе секој во мојот живот го носеше потенцијалот на жртва доколку ми затреба. Тој е таквиот животен стил. Животниот стил на Каин. Секој околу мене го има потенцијалот на жртва, се додека не ми затреба. Каин не го уби Авел импулсивно. Тој дури беше предупреден од Бог за тоа. Но ведрината која ја снема неговото лице, покажуваше дека неговото решение за секој проблем беше првен да бега од Божјото присуство, да жртвува некој за неговиот греф и повторно да бега понатаму во животот. Видете како Каин сам себе си се гледа. Кога го уби својот брат Авел, и кога Господ го праша што направи, Каин каже, па зарем јас сум чувар на братот свој и така натаму, Бог му вели, крвта на твојот брат од земјата вика кон мене. Ти кој што ја пролеа. Еве што Каин кажува за себе си. Видете ги зборовите кои Каин ги користи. Со Битие 4:14 вели вака: ете, денес ме истеруваш од плодната земја. Кој е крив што ме истерува, што бегам од плодната земја? Сега во овој случај Бог е крив. Веќе не е ни Авел крив. Сега ти ме истеруваш од плодната земја и од лицето твое ќе се кријам и ќе бидам прогонет и скитник по земјата. Значи секој што ќе ме сретне може да ме убие.
Не само што Каин нема жалење за животот на својот брат, тој го обвинува Бог за неговата судбина која живее и ја завршува својата реченица за самогрижата, за себе љубиво. Сега мојот живот е во опасност. Толку. Ќе бегам целиот свој живот. Себе се гледам, вика, ќе се кријам и ќе бидам прогонет, ќе бидам скитник по земјата. Во својата книга The Great Divorce, К.С. Луис токму тоа го замислува, така го замислува пеколот. Тоа е место на кое луѓето толку многу се оттугиле, што бегајќи еден од друг, живеат со километри, илјадници километри оддалечени сами, во состојба во која живеат во куќа која не ни постои, во такви куќи, во продземни куќи кои не ни постојат, сами се испокарале со сите што се во пеколот, сами живеат илјадници километри оддалечени од блискиот сосед, сами се во куќата, постојано одат горе-доле во куќите што не постојат и се каат за нештата кои требало да ги направат и за нештата кои им биле направени. Отприлика тоа е описот за пеколот. Сивило, каење, жалење, себецентричност, осаменост, скитање, без било каква ведрина на лицето. Да бегаш од Бога, да го жртвуваш ближниот и да бегаш повторно кон следната потенцијална жртва е животниот стил на Каин. Во таквиот животен стил ја нема ведрината на лицето, ја снимува радоста во твоето присуство. Што се случува кога ведрината во лицето ќе ја снима? Кој е крив што ведрината во твоето лице ја снимува? Пред некој ден гледав еден рил на Инстаграм. Мислам дека беше Тоби Мек, овој еден познат христијански музичар. Тука интересно е што во Библијата пишува дека радоста, Божјата радост е моја сила. Радоста од Господа е моја сила. Може таму да пишува дисциплината на мојот христијански живот е моја сила. Може таму да пиша благословите со кои сум обсипен е моја сила. Може таму да пиша повикот од Господа, функцијата која ми е дадена во мојот живот е мојата сила. Не, таму пиша радоста од Господа е мојата сила. Прашањето е што ја одзима сега во твојот живот твојата радост од Господа. Што во твојот живот го прави твоето лице да биде намуртено, да биде вака испотегнато надоле, да биде помрачено. Кој е крив што ведрината на твоето лице ја снемува? Кога Бог ќе ме праша за тоа каде ја снема ведрината на моето лице, кој е мојот одговор? Затоа што Бог го праша тоа Каин. И верувам дека Бог не праша секој еден од нас. Живко, каде е ведрината од твоето лице? Каде е ведрината во твоето присуство? Што се случи? Кој е мојот одговор? Зарем јас сум чувар на мојот брат? Тоа ќе го кажам. Тоа прашање може да дојде во повеќе форми во мојот живот. Тоа кога ќе бидеме повредени и заборавени, без разлика од која причина, како ги лечиме тие рани? Тоа е многу важно прашање. Како ги лечиме раните кога ние се чувствуваме повредени? Можеби не сме вистински повредени, ама се чувствуваме повредени. Како ги лечиме тие рани? Или кога сме навистина повредени? Тогаш кога сме повредени, опасноста да се повлечат други околу нас во пропаст и повреда, тогаш опасност е најголема. Опасноста е најголема. Каде ги приближиме прашањето до нас лично? Што ќе правиш кога некој од црква ќе те повреди? Таму кај што не очекуваш. Од таму кај што не очекуваш да дојде некоја повреда во твојот живот. Дали успеваш да се додржиш и да не оговараш? Тоа е многу важно прашање. Или повредата мораш да ја кажеш на некој друг. Мораш да ја разгласиш насекаде. Дали успеваш да го спасиш ближниот од повредата која ти си ја здобил? Тоа е многу важно прашање.
како ги лечиш раните кои си ги здобил. Дали успеваме, како што Господ му каже на Каин, дали успеваме да му се спротивставиме на грехот? Тоа е една од тие работи кои Господ постојано не предупредува и не предупредува. Во совеста Господ многу пати знае да зборува, дека овој човек што си го направил сега во овој момент нема да оди во добра насока. Прашањето е што ќе направиш? Дали ќе продолжи во таа насока како што направи Каин, или ќе бегаш во Божјото присуство, каде што да, ќе треба можеби да се жртвуваш себе си, и тоа е единствениот пат до спасението. Алелон. Божјиот повик да се љубиме еден со друг честопати значи само пожртвуваност. Само пожртвуваност. Бог ни остави пример во Исус што значи да се љубиме еден со друг како што тој не возлюбил нас. Тоа е повикот кој имаме ние за нас како црква. Не да се жртвуваме еден на друг, туку да се љубиме еден со друг. Бог наместо да жртвува некој друг, се жртвуваше самиот себе си. Праведниот за неправедните, совршениот за грешните, и тоа е примерот кој ние треба да го следиме. Како тоа изгледа за нас во црквата? И ќе сакам да завршам со овој текст. 1 Петрово 4:7-11 вели вака. Како изгледа животот во црква? Како изгледа животот во љубов во еден кон друг? Како изгледа тој живот? Апостол Петар ќе каже вака. Но се приближи крајот на се. Па бидете целомудрени и трезвени во молитвите. А пред се, имајте усрдна љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Бидете гостолюбиви еден спрема друг, без негодување. Примајте ги луѓето во вашата непосредна близина, без негодување. Она што на Каин му фалеше, беше ведрина во лицето, со други зборови, ведрина во неговото присуство. Да може Авел да му се приближи, да може Бог да му се приближи. Тој бегаше и од Бог, а се ослободи и од неговиот брат Авел. Служете си еден на друг. Секој со дарбата што ја примил, како добри управители на разнообразната Божја благодат. Ако некој зборува, словата нека му бидат како од Бога. Ако некој служи, нека служи според силата која Бог ја дава. Тоа во се да се прослави Бог преку Исус Христос, чија слава и владење се вечни. Амин. Да се молиме за крај. Татко мој небесен, не повикуваш Господе во Твоето заедништво, да дојдеме такви какви што сме, бидејќи само таму во Твоето присуство, Господе Боже мој. Ќе дојдеме до ведрината на лицето, ќе дојдеме до радоста на Твоето спасение, ќе дојдеме до моменти каде што, Господе Боже мој, ќе можеме да растеме во односот со Тебе, не во љубовта кон ближниот, во која Ти не повикуваш, Господи. Татко небесен, јас Те молам сега за, Боже мој, за нашите предизвици. Секој од нас се соочува со предизвик, верувам, Господи. Предизвик да го љубиме ближниот до нас. Предизвик да не го жртвувам другиот до мене, туку да се жртвувам јас за другите околу мене. И Господи, Ти не повикуваш токму една таква љубов. Љубов која покрива многу гревови, љубов која извира од Тебе, Господи. Татко мој небесен, Те молам дај ни сила да го одбереме патот на Авел, а да го отфрлиме патот на Каин. Да не бегаме, Господи Боже, од Тебе, да не бегаме од ближниот, туку да трчаме кон Тебе во секоја прилика, во секоја ситуација, без разлика на тоа во што се наоѓаме, наместо да тргнеме по патот кон себе љубие, да се самооправдуваме, Господи Боже мој, туку да дојдеме со нашиот грев, со нашата вина пред Тебе, каде што единствено може гревот да биде простен и вината да биде оттргната. Господи се Христе, Те молам, Боже мој, поучи не, води не, и нека Татко мој небесен, нека навистина го одбереме патот на праведноста и да Те следиме до самиот крај за слава на Твоето свето име, се Христе. Амин.